Физика за 8 одделение. Како ги гледаме предметите? 80% од информациите за светот што не обкружува ги добиваме преку окото, сложен оптички систем. Здраво око овозможува да ги гледаме јасно оддалечени и блиски предмети. За нормално око, најмалото растојание на кое предметите се гледаат без напрегање изнесува околу 25 центиметри. Ситни минијатурни предмети можеме да ги видиме со користење оптички апарати, како што е, например, лупа, која најмногу ја користат електроничарите, часовничарите, лекарите, козметичарите, исто така и микроскоп, кој е застапен во лабораториите на сите природни науки и медицината. Доколку имаме потреба да прочитаме некаков текст кој што е напишан со многу мали букви, а немаме лупа, тогаш можеме да се снајдеме со тоа што во тегла ќе налееме вода и теглите ќе ги искористиме како лупи. Замислете дека стоите пред домашно огледало. Светлинските зраци паѓаат на вашето тело и се одбиваат од него. Одбиените зраци од вашето тело паѓаат на огледалото, се одбиваат од него и доаѓаат до вашите очи. На тој начин, вие ја гледате јасната слика лик на вашето тело во огледалото. Предметот и ликот се исти по големина, исправени. Ликот е имагинарен, се наоѓа зад огледалото и не можам да го почувствувам со моите сетила за допир. На исто растојание се од огледалото и еве, ако го доближам предметот и ликот се доближува, ако се оддалечувам од огледалото, се оддалечува и ликот. Левата страна на предметот е десна на ликот и обратно. Рамно огледало е површина која паралелно одбива светлински зраци. Кога светлинските зраци паѓаат на некоја површина, тие од неа се одбиваат или се впиваат. Огледало е површина која сите зраци ги одбива. Поради одбивањето на светлинските зраци, ние сме во состојба да ги видиме сите предмети околу нас. Сите тела не се обрабени само со рамни површини, најчесто се закривени и во секакви форми. Закривени огледала дават искривени слики ликови, понекогаш намалени и превртени. Понекогаш телата ги гледаме поинакви отколку што се. Например, кога пиеме вода или сок со цевка, цевката ја гледаме прекршена. Кога играме со рацете во вода, понекогаш ги гледаме куси и дебели, а некогаш долги и тенки. Ова се случува поради прекршувањето на светлината кога поминува низ средини со различна густина. Например, од воздух во вода, од воздух во стакло и обратно. Поради вакво гледање, честопати во многу приказни и шеги, рибарите се наречени лажговци, иако не е така. Ако ловат од брегот, рибите во водата им личат поголеми отколку што се, но кога ловат од некој мост, тогаш ги гледат во вистинска големина. Покрај големината и формата на предметите, нашето око разликува и бои. Боите на телата често се споредуваат со сетила за вкус и мирис, затоа што и осознавањето на боите преку гледањето ни помага во разбирањето на светот околу нас. Сите предмети во нашата околина, кога се осветлени од сонцето или од светилките, ги гледаме во секакви бои. Лисјата на растенијата ги гледаме зелени, знамето црвено, облеките сини, жолти, црни. Нашето око разликува многу бои. Сите тие бои ги групираме во главните бои од сончевиот спектар. Црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, темно-сина или индиго и виолетова, кои се со различни бранови должини. Зелените лисја сите бои од спектарот ги впиваат, само зелената ја одбиваат и таа доаѓа до нашето око. Црвеното знаме сите бои ги впива, само црвената ја одбива и таа доаѓа до нашето око. Тоа можеме да го видиме и на следниве слики. Гледаме сите бои од спектарот на белата светлина доаѓаат до
лисјата на едно дрво, сите тие бои се впиват, само зелената се одбива и доаѓа до нашето око. Црвениот дел од знамето, сите бои од спектарот на белата светлина ги впива, само црвената ја одбива и таа доаѓа до нашето око. Додека жолтото сонце на знамето сите бои од спектарот ги впива, само жолтата ја одбива и таа доаѓа до нашето око. Така е и со другите бои, освен со белата и црната боја. Белата, односно телата што ги гледаме бели, сите бои од спектарот на сончевата светлина ги одбиваат и сите тие доаѓаат до нашето око и телото го гледаме бело. Црните тела сите бои од спектарот на белата светлина ги впиваат и ништо не доаѓа до нашето око. Прозирните предмети ја имат она боја која ја пропуштаат, сите други бои ги абсорбираат. Ако низ зеленото стакло пропуштиме црвена светлина, стаклото нема да ја пропушти и ќе го гледаме црно. Нашето око разликува повеќе бои. Но што ќе се случи со боите на телата што не обкружуваат, ако ги наблюдуваме преку некаков филтер? А филтер не е ништо друго, туку стакленце обоено во некаква боја. Пред мене имам неколку стаклени предмети, обоени во различни бои, па да видиме што ќе се случи со светлината кога ќе ја пропуштам низ тие обоени стакленца. Прво ќе почнам со белото. Забележувам дека низ белото стакленце светлината исто така ќе биде бела, што значи ако преку неа наблюдуваме предметите околу нас, тие нема да се сменат, ќе бидат исто обоени. Ако ги наблюдувам преку црвена, тие нема да изгледат исто, туку оние што се бели или црвени пак ќе ги гледаме црвено, а сите други ќе бидат црни. Подоцна ќе објаснам зашто е тоа така. Или пак ако ги гледаме низ портокалово стакло, односно низ портокалов филтер, оние што се портокалови или бели ќе ги гледаме портокалово, а сите други ќе бидат црни. Сега ќе земам еден син предмет и ќе видам што ќе се случи. Гледаме дека и преку сино стакло, односно преку син филтер, предметите ќе ги гледаме поинаку и само оние што се вистина сини или бели ќе ги гледаме сино. Сите други ќе бидат црни. И уште ова црно стакленце што го подготвив, сега ќе видиме дека светлината воопшто нема да поминува од другата страна. Значи, дека црното стакло не ја пропушта белата светлина. Еве ја кога е надвор од стаклото и еве сега кога ќе ја заклонам зад стаклото. Значи, дека црните стакла или црните филтри ги абсорбират или ги впиват сите бои од спектарот на белата светлина и не можат да поминат низ него или да ги ја забележиме околината или предметите што се околу нас. Да повториме. Поради одбивањето на светлинските зраци, ние сме во состојба да ги видиме сите предмети околу нас. Одговори на поставените прашања. Зошто снегот го гледаме бел? Шише од зелено стакло е наполнето со црвен сок од малини. Каква боја ќе има полното шише со сок од малини? Колку изнесува најмалото растојание на кое предметите се гледат без напрегање и како е наречено? Одговори. Снегот го гледаме бел затоа што сите бои од спектарот на белата светлина ги одбива и доаѓаат до нашето око. Шише од зелено стакло наполнето со сок од малини има црна боја. Зеленото стакло ја пропушта само зелената боја, а другите бои ги абсорбира. Најмалото растојание на кое предметите се гледаат без напрегање изнесува околу 25 сантиметри.